من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار ثم ما بعد. Во секоја една пригода и прилика захвалноста му припадви само на Аллах Джелешану, затоа што само Аллах Джелешану е достоен да му се прави фала. Салавату селам од мирот и спасот нека биде на нашиот пегамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, негова фамилија, негови сахаби и следбеници на суннетот до судниот ден. Пред да зборуваме за тоа што имам денеска да се зборува, едно мало подсетување. Рамазан више помина повеќе од пола, влезе втората половина од Рамазан. Да не дозволиме шејтан да не омалакса јани. Готово при крај заврши, јани да се омалаксаш со ибадет, со Куран, со дуа, со зикар, со садака, со кој било дело. Немој да омалаксаш. Како име кун крај треба да се сили работата јани. Ибадетот треба да се сили. Не првите 5 дена енергија после падвиш. Не. Последниве денови треба поголема енергија. Сахаби, табини, табу табини. Нивниот ибадет во цела година бил ист. И во први 20 дена од Рамазан ист. Имале ноќен намаз секогаш. Последниве 10 дена тие го силеле ибадетот. Последни 10 дена од Рамазан го силеле ради таа ноќ кадар. Повредно од 1000 месеци. Повредно од 83 години ибадет. Толку се 1000 месеци, 83 години. Значи немој да дозволиме шејтан или обратно. Да ти речи, ти не преше ништо, 15 дена, немој да преш ништо и ове други време. Не, иако не си правил ништо, би си бил слаб, ленлив, немарлив. Сега засили работа. За еден инето шејтан, зашто ти вели седи ленлив. Не, ове деној сили работата. Сили го ибадетот. Немој да се штедиш, нема да умреш, Онојчен намаз, од читање на Куран, нема да умреш, Седи работа, терај. Значи немој да забораваме да омалаксаме, него енергијата, емоцијата да биде на високо ниво, специјално во овие денови, на високо ниво, Во светов на многу места во овие последни денови, не чека човек да направи свадба во овие последни денови, ради берикетот во ова нешто, Сака нешто да прави во негов живот, го прави во овие последни 10 дена од Рамазан, ради берикет, ради енергија што имат сакине смирна во овие последни денови од Рамазан. Значи, немој да малаксаме, повторно да тераме, појако иште. Денеска повторно ќе зборуваме за еден од великаните на Ислам. Денеска ќе зборуваме за човек што не познават историја војсковојџа како него. Исламска историја и неисламска историја. Муслимани и немуслимани едногласно дале да најголемиот каид, најголемиот војсковојџа кој се родил, што го познаваме ние сега во оваа историја. Халид ибн Валид. Валид ибн Мугира. Негов татко Валид ибн Мугира. Ти од Бену Махзум од Курейш. Значи Курейш. И ова едно кабиле, една лоза од Курейш. Бену Махзум. Халид ибн Валид најголемиот војсковојџа. Човек кој не изгубил ни една битка во негов живот. Пред Ислам и по Ислам. Ни една единствена битка не изгубил во негов живот. Халид ибн Валид уште од мал, че гледаме негово племе, негова фамилија, Бену Махзум, негов татко Валид ибн Мугире, беше еден од главешините на Курейш. Беше главатар, еден од најглавните во Курейш. Беше еден од најбогатите, многу богат.
Негов татко Уелид ибн Мугире. И тој растеше во раскош како дете, али не во раскош во луксус, живееше како мал во пустина. И негов татко го учеше на екстремни услови. Како кажавме пред некој ден за Зубер ибн Авам. Негова мајка го тепаше, го пушташе со Хамза. Негов дајче во лов, не во лов на зајаци, во лов на лавови, во пустина, и тој плачеше, не сакаше да оди. И таа го тепаше, веле, зашто го тепаш? Не го сакаш? Не, рече, го тепам зашто го сакам, за да се прави маж, да победи војска и да донесе ганиме. Ратен плен. Така и негов татко Уелид. И сите куриши бе познати по ова нешто. И сите арапи така ги јаше и нивни деца. И ние треба денеска вака да јачиш твои деца. Немој да го учиш во гемче таму, не знам, не игра. Оста игра. Екстремни услови владат во дујна сега како во тоа време. Поголемата риба, помалата риба, силниот глади, слабиот, с такво правило. Од џунгла правило има денеска во дујна. И ти да го спремаш твоје дете вака, зашто лесно ќе го лапне, како мало рибче ќе го изеде, ако не го спремаш. Не значи да го спремни за вакви услови дека не го сакаш, го сакаш. Негов татко од Уелид ибн Мугире на Халид во пустина го чуваше во екстремни услови да живее. Вели, му давале во негова храна некои растенија што имаат мал отров во ниве. Не да те усмрти, ама да ти направи температура на твое тело. Зошто го спремеле за екстремни нешта. Халид. Вака беше одгојан. Беше многу висок човек. Висок. Се вели над 2 метра висина имаше. Негови гради испакнати напред. Цело тело, негова мускулатура, најдобра мускулатура што имал Халид ибн Велид. Секој еден мишич бил изграден ке него. Голема и густа брада и густа коса, познат по ова. Кога се каше во халица, нозите махале во земја, од негова висина. Иако ја ни ваков страшен изглед, такви мускули, таква густа брадаца, многу го сакале сите и сакале да седат со него, имал многу привлечна насмевка. И бил нежен негов говор секогаш. Сите сакале да се ми знаеме за ово, кога читаме за Халид, за Омар, за некој вака, нивна онакво, и мислиме некој е јадилуџе. Тие знаеле да се насме, знаеле да биле плави. И денеска некој чита негова историја и мисли дека треба да биде намуртен, дека треба да биде строг. Не ова нешто што ти дава степен, треба да си насмеен. Некојаш можеш да се насмееш вака ти кажеш забите. Име арапи поговорка, немој да мислиш, ако ти ги покажи длавон забине, дека ти се смејте. Не се смејте длавон. Уште од мал, Халид ибн Валид, види, Куреш, како кажавме, Бену Махзум, кажавме многу племени имаше, ова е централно Куреш, има многу лози. Секоја една лоза беше задужена нешто во Мекка. Има ливно задужение. Например, една лоза ни беше задужена за да менвид облекава чаршафов од Каба. Друга беше задужена за клучот од Каба. Че гледаме, имате еден пример. Трета беше задужена за ова. Бену Махзум, племе на Халид, беше задужена за војна. И за војскава на Куреш, кога тоа е со некој, тие бе војници. Халид, од детинство, беше одгоан во вакво нешто. Исто негов татко кажавме богат. И кога иде хач и пред ислам, во Мекка, од цел арапски полуостров преја хач, како праве хач, сме зборувале. Бену Махзум Уелид ибн Мугире велеше, кога дојде хадживе, никој да не пали оган во Мекка. Цела храна моја, за сите хаджи правеја храна. И како кажавме, Бену Махзум беше задушен за војна. Халид ибн Велид иште од дете, беше живеан и одгојан во ратни услови, во војнички услови. Немаше оружје што беше познато ке Арапија да не го тој владете. Маш, стрела, копје, коњ, камиле, да јават. Јавање на коњ, има таму некоја разлика, да на долга релација, јавање не се викат. Јавање се вика во кратки релации во војна. А
А Халид ибн Велид секогаш ги јаваше којните и камилите и во долги релации и во кратки релации. Нешто што беше најпознат Халид ибн Велид, ратоваше со два мача, во коњ со два мача, един од Араб. Има уште еден, иншалла некоја ќе дојде за тоа киса. Халид ибн Велид најпознат што ратоваше со два мача, во камиле или во коњ или во нозе, со два мача секогаш. Негов татко, како кажавме, беше богат и често тој одеше со караван, негов татко во Шам, во Ирак, одеше во трговија за негов татко, Халид ибн Велид, додека беше млад. И Велид кога одеше во овие места, секогаш се интересираше за војската од тие места. Како ратове, со кој ратовале, што име, што направиле во рат, каква стратегија, секогаш ова го интересираше. Кога одеше во Шам и во Ирак, прво што се опитваше ова, второ робата и трето трговијата. Купвеше ова работа, многу интересираше ова нешто. Како млад, не како мал, како млад, многу сакаше да се бори, борење. Ова беше познато како Араб. Имате една битка направена со еден исто великан на ислам. Негов брачет Омер радијаллаху ан. Омер радијаллаху ан беше негов братуче. Гледате. Велид ибн Мугире. Омер беше од ова, од Бену Махзум, од истово потекло. Од истово потекло. Од истова лоза беше и овде блиски роднини. А исто со него беше роднина и Екриме ибн Ебу Джехел. Синот од Ебу Джехел, Екриме бе растени заедно. Ова генерација. Види. Ебу Джехел, татко од Халид ибн Валид, Валид ибн Мугире, му беше аџо на Ебу Джехел. Аџо. Татко од Ебу Джехел и Валид браќа. Гледај како е поврзана лоза. Че гледаме зашто го спомнам ова Ебу Джехел беше голем себеб за Валид, татко од Халид, да не прима ислам. Че гледам. Сакаше да се бори. Еден ден се збори со Омер радијаллаху ан. Се бори како младе, пред ислам. И го фати и го бувна на Омер, Халид, и му скрши негова нога. Халид. Му скрши нога на Омер радијаллаху ан, уште во детинство. И Омер го кажуваше ова цел живот негов. Дека Халид му скрши негова нога. Немаше многу илм. Едно од тие работи што многу касно прима ислам. Многу касно. Второ, беше многу нон-стоп. Се вели од кога прима ислам. Че гледаме, прима ислам 8 година по хиджра. 8 година по хиджра. Прима ислам. Од кога прима ислам, не слезе од негов коњ. Све во джихад. Умре 21 или 22 година по хиджра. Че зборуваме? Значи, овие 13 години негдека не слезе од коњ. Пренесли само 13 хадиси од пегамбар алейхиссалам. Еден од тие хадиси што го пренесли додека бил ке негова хала, како кажам, не кажам, Мејмуна, последна жена од пегамбар алейхиссалам, Мејмуна, радијаллаху анха, умул муъминин, пегамбар алейхиссалам се жена со ова Мејмуна, во која ослободи Мекка. Пегамбар алейхиссалам се жена со ова жена. Ова е последна жените на пегамбар алейхиссалам што живееше 50 години после смртта на пегамбар алейхиссалам. Ова беше хала од Халид ибн Велид, Мејмуна. И Велид Халид ибн Велид е еден од хадисите, мешхур познат. Бевке Мејмуна моја хала, беше пегамбар алейхиссалам, дојде еден араб, еден бедеви и ни донеса еден доб. Јани гуштер, пустински гуштер, печен јани. Кога го донесе кај пегамбар алейхиссалам, јани немаше во Мека вакви нешта. И пегамбар алейхиссалам не го јадеше. Значи, Расулуллах нема даеш, не реше, не ни е познато ова јадење. Значи, Расулуллах сум јадел многу вако во пустина. Реше, не јадеш зашто не сакаш или е харам? Реше, не е харам. Се јаде, да не можам да го јадам. И Халид го јадеше, еден од 13 хадиси што ги пренесли Халид ибн Велид. Не знаеше многу од Куран напамет. Се вели, знаеше само кратки неколку сура. Неколку кратки сура. И вели за ова едно джумле, една реченица интересна.
Вели, джихадот ме спречи и ме оддели од Куран на мене. Нема време за Куран од джихадот. Види, морам ова да го спомнам. Ибн Тајмија кога беше во затвор последни негови моменти од живот, го зеде на Куран, Ибн Тајмија, иншалла и за него ќе зборуваме. Го зеде на Куран и рече, како не се занимавав цел живот само со Куран. Ни да пише, ни ништо да не правев, само со Куран да се земам. Зато овој месец Рамазан, земајте се со Куран. Немој да се правиме пишмани ние како еве. Овој му дале хак многу, Ибн Тајмија му дал многу хак, му рекол, цел живот само со него да се земам. Ништо да не учев и да не читав и да не правев, само со Куран да му дав хак таму. Халид ибн Велид исто не знаеше многу од Куран на памет поради тоа што беше зафатен со джихад. Мора да се спомни тоа киса од негов татко Велид ибн Мугире. Велид ибн Мугире, како кажав, еден од главните на Куреша. Негов глас важеше многу. Али и тој беше еден од тие што одеше ке пегамбер алейхиселам и слушаше Куран. Се вели, неколку вечери узастапци слушаше Куран кога го учи пегамбер алейхиселам. И ова почна да му влегне во негово срце. Вели ибн Мугире. Кога слушна за ова Ебу Џехел, Фираун на овој умет. Кога слушна за ова, не можеше директно да му каже, немој да одиш и нешто, мораше да најде некоја финта. Го викне и му рече вака. Рече, се собрае Куреш и бере пари. Рече, зошто? Да ти дед на тебе, рече. Зошто? Рече, ојшке Куран, ојшке Мухаммед, слушаш Куран, јајш од негова храна таму, зашто си скажа. Одеше тој во 7 кога пегамбер алейхиселам, додека учеше Куран, јадеше од некоја храна што има таму, пегамбер алейхиселам сахаби, и слушаше Куран од пегамбер алейхиселам кога клане ноќен намаз. Рече, за да ти дет на тебе, рече. Рече, мене да ми дет пари, па да, рече, ти ја оти. И плюс, рече, се збори дека сакаш да ја примаш вера на Мухаммед, рече. Се слушат дека сакаш да ја примаш вера на Мухаммед, да осташ наша вера. Рече, не, рече, така се слуша. Рече, што да правам за да му докажам дека не? Рече, кажи нешто за негов говор, кажи дека поезија, дека ова. Рече, не можам да кажам дека поезија, ја го слушам него. Не е поезија. Дека е говор на човек, не е говор на човек, рече. Рече дека сигар, не е сигар. Рече, кажи нешто за да кажам. И дојдоа тие ајати за него во Куран. Тие се за Велид ибн Мугире. Се наморти, се сварти. Факкара ва каддер, мислеше и одлучи. Те е само еден сигар, немаше што да каже друго. Излезе Ебу Џехел наврх, халас. Мугире ибн Шубе кажа дека тој е сихар. И така се расчија. Беше себеп Ебу Џехел да не примат ислам. И не само за него. Гледај, спомнахме прошлиот пат, за Укбете ибн Муаид. Еден прима ислам. Додека пегамбер алейхиселам слушаше Куран, овој беше после тој што му кладе таа на трешнина на таа камиле на пегамбер алейхиселам во себе. Прима ислам. Управо не можеше да примат ислам. Сакаше да слушаат Куран и вели, не може во Ебу Џехел, не ме оставаше. Не ми дозволуваше, секојаш беше како сенка по мене и ми зборуваше за Мухаммед. И не се радеше. Кога Ебу Џехел замина војно патување, отидов и прима ислам. Ке пегамбер алейхиселам. Кога дојде Ебу Џехел, отиде во негова куќа, каде? Не овде во улица. Кога дојде кај него, рече, си примал ислам. То срам, Во слабост, рече, не сум примал ислам. Рече, нема да ти верувам се дека не ојши да го плюниш на Мухаммед. Отиде го плюна пегамбер алейхиселам. После му стави таа тарбушина во сежа на пегамбер алейхиселам. Затоа внимавајте со кого сеите во кафе. Со кого се дружите, со кого слушате. Внимавајте. Мој цел живот да ти ојд вака. Го учев на ајатот пред неколку дена, во суден ден ќе ги гризат тие завите. Само кога не го следев патот на Мухаммед, на пегамберот. Зошто го зедов него за пријател? Тој ме фарли во далјавет, во завите, во суден ден, ма касно во суден ден. Сега, немој да се со вакви жени. Абе, на секунди немој да се жени. Една зараза ти ред во глава и готово, нема спас за тебе.
Халас, яни. Опасно много, яни. Во битка на Бедар, Халид ибн Валид не беше присутен, никако Курејши, немаше примано ислам, не беше присутен, беше во некоја трговија, кога дојде пегамбар ислам беше заробено 70 од ними, еден од ними беше негов брат Валид ибн Мугира. Валид се викаше како негов татко исто. Халид и овој имаат добра алака, се сакаат многу, браќа и плюс специјално. Имаше 13 деца овој Валид, 13 браќа и сестри имаше Халид ибн Валид. Се вели дека само 2 женски и 3 машки примаја ислам. Кога дојде пегамбар ислам кажа дека тие што се богати можат да платат. Тие што знаат некое писмо да ги научат на муслимани, Валид беше богат, негов татко донеса Халид ибн Валид 4000 динари, 4000 златници, за да го ослободи. Заедно дојде со Екриме. Екриме беше негов секој сопатник. Дојде го зедве на Валид ибн Мугира, негов брат, дојде до едно место легне да спиет и Валид се врати кај пегамбар ислам, каже ла илаха илlallah Мухаммадур Расулуллах. Халас прима ислам. Овој не сака да примат ислам врзан, да рече други од стран, прима од стран, од страф, се плашеше, не, вака има гордост од Араб. Се врати и се врати, останаа 4000 златници, алхамдулилlah, кај пегамбар ислам присахува. Халид ибн Валид се врати. Битка на Ухуд. Битка на Ухуд, знаеме битка на Ухуд. Пегамбар ислам нареди вие ваму, стрелци ваму, немој да мрдате и да видите како не јаде птици на нас долу. Немој да мрдате. Една наредба не послушае, се врати голем дел кој муслимани воде, останае само 10, негде, најповеќе, во сила дошло 10. А Халид ибн Валид од почеток на битка се вели некои 200 којнаници негдека и овие којнаници полаги на оружје негов татко за ова битка. Велит гледаше цело време, проматраше ова битка. Иако негде луѓе губе, тој не презеде никаков чекор. Стратег. Кој ве слегме, дојде прво ги уби овие 10 стрелци, потоа му зададе тешки рани на муслимани. Знаеме ова битка, пегамбар ислам, само што не го уби во ова битка, беше ранан, да искаже негови зами, негово лице. Се вели во ова битка Халид ибн Валид со едно копје уби тројца муслимани. Се беше пишман цел живот за ова нешто. Халид ибн Валид. Прима ислам 8 година после хиджра. Види, после 20 години, 21 година после што пегамбар алейхиссалам доби посланство. Многу долг период. Долг период. Во Сулхул Худейбија, примирие на Худейбија, пегамбар алейхиссалам излезе за умра, дојде до едно место, Курејши дојде, нема до ова година да правиш, се направи договор, следнава година идеме во умра. Вие ќе ни ослободите. Ова беше 7 година по хиджра, во 8 година по хиджра, 3 дена ќе ни ослободите Мекка за да направиме умра. Ќе се тргнете настрана. И ова случка е пренесет Халид ибн Валид. Велит се ослободи Мекка од Курејши, од сите што беа внатра, пегамбар алейхиссалам негде околу 1400 негдека луѓе беа сахаби со пегамбар алейхиссалам дојде во умра. Во ова година. Права е умра. А Халид ибн Валид пренесе вели ние гледавме во овој период, гледавме како Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем и сахаби пред умра. Вели дојде време од полден. Пегамбар алейхиссалам застана како имам позади него 1400 џематлија. Вели Халид, гледа, ми дојде идеја. Реков, ова е шанса да го убијам на Мухаммед. Дојде кај во намаз. Види како правам намаз смирено. Рече, ај не сега за Икиндија. Кога дојде Икиндија, иншаллах ќе го направи. Не иншаллах. Дојде Икиндија. Пегамбар алейхиссалам нареди на сахаби да кланат салатул хауф. Намаз во страф. Тој кланат една група позади него, друга чува стража. Кога заврши тоа, иде другава, нон-стоп да има темни. И вели Халид, кога го видов ова, ме фати страх. Рече како да знаеше што сакав. И рече, ова е пегамбар тамам, ова е прав пегамбар, ова е вистина пише, халас, ама не го призна това. После ова, пегамбар алейхиссалам пред да замени, негов брат од Халид Валид, беше со пегамбар алейхиссалам, му рече, ја Валид, ејн Халид, каде е Халид? Рече, ја Расулуллах, зарем иште не прима ислам Халид? Пегамбар алейхиссалам му вели на Валид,
Иншалла рече, Аллах ќе го донесе. Рече таков ум, таков разум, таков акал, иште да не го примат ислам ли. И вели Валид кога го слушна во овој пегамбар и сам, ми се расширија градиве, знаев дека нешто ќе има, иншалла. И вели го барав, не можеш да го најдеш за минвер, вели со пегамбар сам, и напишав писмо, вели, до Халид. Дека јас сум брат ти Валид, Ибн Мугире, каде си? Пегамбар сам те пофали, рече каде е Халид, рече уште ли немат примано ислам таков разум, таков акал човек. Рече ние ќе му го даме, пегамбар сам му рече на Валид, ние ќе му го даме неговото место каде го заслужува, нема да биде понижен. И кога го читаше ова Халид, халас, уште немаше вака јекин. Вели легнав да спијам, а пред ова вели се думав да одам ке Неџаши. Не сакаше да оди во Медина. Да одам ке Неџаши, прима ислам, рече и тој. Да одам ке некој каршчани, рече ти има војна со нас. Знаеше халас дека нешто треба да прави. Легна да спие сон во еден сон, му го раскажа другиот ден сонот, вели сум бил во едно тесно место со трнови, со ждиви животни, вели, и излегов од ова и дојдов во едно широко место и со зеленило. Му рекоа, ти ќе излезеш од оваа тесна твоја вера и ќе влезеш во друга вера. Тие што тумачеа сонови и рече халас, знаем дека треба да примам ислам. Али Халид ибн Валид, Курейш имаја чудни табијати. Рече, нема да одам сам, морам да земам некој со мене за по пат, и тој да примат ислам. Одеше ке многу, дојде ке Екриме не сакаш, рече, го убија тие мој татко, сега, Ебу Џехел му битка на Бедр. Дојде ка Сафан ибн Умеја, и тој рече, ги убија мој татко, мој брат, сите ги убија, мој син, мој брат и татко му. Ебу Суфјан, гледај се, Ебу Суфјан кога слушна за ова дека халас, Халид решил да примат ислам, рече ќе го спречам, нема дојде таму, Халид. Дојде Екриме му рече, слушај, ако ти него нешто му правиш, ќе имаш проблем со мене, овој не примат ислам. Остави го, тој е мој другар, овој примат ислам, овој не, и рече, овој ќе го војувам, овој не му рече, немој. Ти денеска тој дозволи, сид во стол и тој зборвит за тебе. И ти сеш, не правиш ништо, спречи го, спречи го одма вака, наедно, мој Курейш, син од Ебу Џехел, нема примано ислам, не смеш да го чекаш ти на Ебу Суфјан, не, никако, ќе имаш проблем со мене, остави го што сака не го прави. Халид ибн Валид дојде ке многу, ги понуди, никој не сакаше, дојде ке Осман ибн Талха. Овој беше од тие што кажавме што беа задружени за Чабе, за клучовите од Чабе. И ова фамилија и ден денеска од Курейш ги имат клучовите од Кјабе. Еден од презнаците кога ќе му се земе тој клучови на нивне. Снимаш? Еден од презнаците на суден ден, на ова фамилија ќе му се земе тој клучови. Се деси теа малку порано пред некоја година, после дојде улема и му ги врати клучовите на ова фамилија. И може би тоа е тоа. Не треба за секојаш. Аллаху алем. Излезе Халид ибн Валид со Осман ибн Талха. Трне во пат, во пола пат некаде измеѓу Мекка и Медина, го сретна на Амар ибн Елас. Моле, ти каде? Моле, вие каде? Едни се плашат од други се плашат од други. Никој не каже што планира. Халид ибн Валид одма, рече, одиме да примаме ислам. Аллах рече, и таа мене ме иста од Мекка. Ја одам да примам ислам. И сиве тројца излегна. Кога дојдве до Мекка, пегамбар сам знаеше дека идет Халид со негови 20 другари, излегне пегамбар сам, сахаби, и негов брат оди да го пречека Валид подалеку, го пресретна, го прегарна, Халид беше дотеран, најдобро што мој во тој ден. Имаше негово накид, работи, све што имаше. Кога дојде ке пегамбар сам, вели Халид дојде во џамија. Халид вели кога влезе во џамија со наведната глава. Се плашеше и му беше срам да го гледа на пегамбар сам, зашто уби многу сахаби. Кога ујде пегамбар сам, насмев над пегамбар сам. Го прегарна на Халид и тоа му дојде, ние велиме, му дојде душа. Аз нема ништа. Пегамбар сам не е люд мене. Го прегарна на Халид. Може, ја Расулуллах,
Има неколку ривајата, има еден ривајат, ја Расулуллах. Рече, бара Аллах Желешану да ме опрости. Направивме многу џуна, многу гревови во џахилијата. Рече, зарем не знаеш, ја Халид, дека Ислам ги опростува сите гревови пред. Кога влезеш во Ислам, сите гревови ти се опростени. Има некој ривајат, дојде цела негово богатство што имаше, го даде ке Пегамбер сам, и му го даде негов мач на Пегамбер сам. Цели дека беше од сребро, имаше на него некој украсни камења, рече Пегамбер сам, не ова зачувај го, ани. Еден ривајат дека во овој момент му рече, ова е сейф, мин сујуфилла, саллатаху Аллаху алел куфар. Ова е еден од мачовите на Аллах Желешану, што го впрегна Аллах Желешану на куфар. Еден ривајат, други ривајат, во битка на Муъта, че дојде, во ова битка, Пегамбер сам го нарече вака. Прима Ислам, и Пегамбер сам дојде Амар ибн Елас ке него, и него го прегрна, и за него правеше дуа за нивни џуна. По еден период, Пегамбер сам, како кажавме, на секој еден сахаб му даваше важност, сите мисли дека се најсакани ке него, сите. Се грабна во полемика, Халид ибн Валид и Амар ибн Елас. Едниот вели Пегамбер сам појче да ме сакат мене, другиот појче да ме сакат мене. Тие сакај да ги сакат Пегамбер сам. И вели Амар, ќе гледа. Отреке Пегамбер сам, ова е тој хадис, ме слушате. Ја Расулуллах, кого сакаш најпојче? Рече Аиша. Ја Расулуллах, од мажи, нејзин татка, Абу Бекер. Други, Омер. И вели Амар ибн Елас, му оде вака до 20 јани. И престана, рече ми кажа 20. И престана, и се рекол сигурно јас сум 21, не го прашувам више. Ама сиве се чувствувале дека тој е број 1, ке Пегамбер сам. Сиве. Сите сахаби се чувствувале дека тој број 1. Како кажавме, прима Ислам на 41 година. Имаше Халид ибн Валид 41 година кога прима Ислам. И од овој момент не слезе од кој. Денеска ти 41 година човек, да можеш седни да учиш Куран, да те попросе странице, тишти, умира. Мај гајле. Пушти брада малу, вака, леле, што чараш и тоа. 40 години сега си ти маш, кој што дареш и бјади. Му е странно. Ај ова 40, ти имаш 25 години, не држи глава, не може да учи. Како бе не може да учи? Како бе не може да учи? Млади сахаби 41 година, од 50 години хафизи станале бе. Зошто да не сакаш? Не сакаш. Не може, не сакам вече. Признај. Ми е мака, биди маш, туга горе. Немој да се страмиш. Во битка Газвату Муъта, ова битка, Пегамбер сам пушти еден расул, негов, еден пратеник со писмо, до едно место во Бусра, во Шам, имаше таму кршчани, за Ислам. Кога дојде овој пратеников, го зедве ова писмо, го искине и го убие него. Пегамбер сам спрема 3000 сахаби, за да ги нападне народ. Рече, прв знамето што ќе го земат, знамето Зейд ибн Харис. Кога ќе падне тој Џафар ибн Аби Талиб, кога ќе падне тој Абдулла ибн Раваха. После одберите вие. Снимаш? Ове паднете. После одберите вие. Дојде се вели мунафикун, кој е немој дојде ви ќе умрите, ани во ова битка. И Пегамбер сам рече, ова ви ќе умрите, немој да ојте. Сахаби, не можеш да ги изложиш како нас денеска што не лажи некој. Замина, дојде ова битка, почна битка, првиот ден падна Зейд ибн Харис, првиот ден. А во ова време Пегамбер сам во Медина, во худба, директен пренос, Газвату Муъта. Сите сахаби во џамија, жени надвор и деца. Вели, почна битка, знамето го зеде Зейд и падна, и Пегамбер сам му протекве солзе. Овој беше, Пегамбер сам го имаше зено за посинот, додека Аллах Желешану не му забрана. Многу го сакаш бе сахаби, беше млад. И овој сахаби, беше младо дете, а Халид ибн Валид во негова чета беше, војник беше Халид. Ништо, војник беше, без чина, никакви чина, немаше гајле, ијче. Ти денеска да кажеш ти, биди емир на ова група, ојте ваму, тој мене емир. Халид ибн Валид не реше ништо. Вели Зейд падна, првиот ден, вториот ден Пегамбер сам пренесе. Зеде знамето Џафар, му се скина една рака, го зеде со друга рака и со тие дело што му стане го зеде во негови граде,
знаме и падна. Му протекла срце, него фаđа, Джафар. Абдула ибн Раваха, кога дојде да го зема това знаме, се вели, зеде неколку урми во уста, постежен, беше постежен. Само тој пегамбар сам го пат постежен. Зеде неколку урми, не можеше да ги јајте и ги фарлија. Зеде знаме, се бореше, значи ова е 2 дена, 3, 4, 5 ден. 5 ден и 6 ден вешата се преселија. Абдула ибн Раваха. 6 дена трешала битка. Само заборавме да кажеме, 3000 бе сахаби. А овие бе над 150.000. Кажавме прошлиот пат во некоја, 120, 130, 140, 150 илјади. Ова е реалитет, браќа. После 6-тиот ден, го зеден од сахаби знамето и рече ова на Халид. Рече, не, рече, ја го зедов за тебе, дали се сложите? Да, и го зеде. И пегамбар само худба рече, сега знамето го зеде, Халид ибн Валид, сейф мин сујуфилlah, мач од Аллаховите мачови. Тоа го нарече, во втора ривајата. И почна битка. Халид ибн Валид, во ова битка, 9 мачови му се скрши во негова рака. 9 мачови се скрши во негова рака. Уби 5000 луѓе во оваа битка. Захаби, Ибн Каthир и други муаррихуни историчари и нивни историчари неме точна бројка колку имаше мртви на нивна страна. Нема бројка. Крај нема нивна бројка. Ко повика е на Халид ибн Валид на разговор, водач од нивниот. Му рече, слушнав дека сте биле гладни, сте дошли од таму гладни. Да ви дајме на вас ние по 1000 динари за секој војник и да си сјојте вие. Рече Халид, гладни? Не, бе, рече, ти погрешно си разбрал. Ние сме жедни за вашата крв. Римска ваша крв, Ние сме за ваша крв жедни. И се сврти и тргна, Замина Халид. Толку не разговараше повеќе. Се уплаши. Вечерно му кажа Халид, рече вака, утре има некои ривајати 1000, некои ривајати помалку 500 луѓе, ќе се тргнете малку подалеку, ќе доаѓате по 50 и по 100, секој еден ќе има знаме, ќе доаѓате. А вие што бевте напред, ќе назад, вие што бевте лево, десно, средината ќе се расшири и тие сите транспаренти, знамиња што бее згора, ќе се менете, напред, назад, лево, ќе се мене све ново да биде. И кога излегве другиот ден, Ебу Хурейре беше во ова битка. Ебу Хурейре. Велит, кога излеговме, кога не виде Рум, велит, видов смрт во нивни очи. Преплашени на секој 10-15 минути доаѓа по 50, по 100 и што рекве имат големо појачање. Бидна иште мало битка. Пред ова сахаби рекве да се вратиме. Пред да се деси ова да го напред Халид. Рекве да се откажеме, немојме, че не униште сите, многу се. Халид рече, не, така да се повлечиме, не, зашто ќе дојдат по нас. Мора да ги оплашиме на ними и тие да се повлечат и ние да се повлечиме. Повторно го викна Халид на разговори. Му рече, ја Халид, само едно, дали овој ваш пегамбер што е дојден е вистина? И Халид му рече, да, халас рече. И овој војсковојќа се врати. Се вели дека прима ислам покасно. Се вели дека прима ислам. И му рече уште едно прашање, дали вистина мачо што го имаш ти го пушти твојот господар? Пуштени од небо. Рече, не, обичен јани. Мисле ти река, мачов има некоја сила. Химен. Не е до мачот, до срцето е, до срцето е. Мачот не прави ништо. Пегамбер алейхиссалам на Халид ибн Валид се вели 21 задача му даде. Додека беше жив пегамбер алейхиссалам, 21 задача имаше да дадено пегамбер алейхиссалам, сите безпрекорно ги изврши. Кога влегве во Мекка, пегамбер алейхиссалам му даде една чета на Халид, му рече немој да убиваш никога. Сил дека не почне тебе да те убиват. И кога влегве во едни улици во Мекка, Екриме и Сафан, овие двајца некои најдобри другари, се сретнаа. Имае 300 луѓе со нив. Халид му рече, ја не се бијам дека вие не ме нападнете на мене. Не правам војна. Тие го нападнаа на него и Халид уби 23, 24. Некој бе ранат од сахаби.
Ова беше една битка што се деси во ослободување на Мекка. Друга задача доби од пегамбар Селам да го уништи кипот на Узза. Кипот, камен, Узза, голем много, јани. Кога дојде Халид кај него, имаше стража кај него, јани. Со машови го кладе машот на него, беше брани се сам се, Халид иде, јани, и замина, јани. А до кипов од Узза имаше една сихирбаска, стара жена, јани, што го чуваше, јани, некој да не му наштети нешто, јани. Почна да прави некоја магија и Халид ја уби на неа и го скрши овај Узза, го здроби, јани. И рече, неколку реченици, и рече, нема повеќе Узза, јани. Аллаху Акбар, Аллах е најголем, јани. И го тури на тој Узза, јани. Тој беше еден од најголемите кипови. Пошто времето, јани, излета многу, а имате уште многу, и иншааллах, утре продолжуваме, јани. Пошто од утре, јани, односно после смрт на пегамбар алейхиссалам, се гледа правата храброст на Халид. Во време на Ебу Бекр во овие 2 години, јани, и во почеток на владење на Омер, јани. Тоа се гледа неговата храброст, неговата сила, неговата мудрост, неговата одлучност. Толку беше одлучен што нема таков човек, јани. Толку беше храбар што Омер му го скина чинот на него, че гледаме, поради таа храброст, јани. Не знаеше за страх и ги редеше во разни ситуации негова војска. И Омер се уплаши од ова нешто. Рече, мој да уништи многу, јани. Не знај за страх, јани. Не знај што е страх. Рече, прави моје 3000 и со во ова битка, јани, на Мута се видите кај 200.000 имало. Најголемиот ривај е 200.000, најмалиот 120.000. Ако се 200.000, по 70 луѓе на еден иде, јани. 3000 пута 70, 210.000, јани. 70 луѓе на еден иде, во ваква битка легли. Иншаллах ќе продолжиме утре, Аллах желешан да даде ибрет поука во животот на овие великани на овој ислам. Субханакаллахумма ва бихамдик, нашхеду ан ла илаха илля анта, настагфирука ва натубу